Во името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени от Бога, братя и сестри, пред да започнем нашата беседа на евангелска тема, сакам да известам дека во вторник ја славиме големата Божја угодница Петка Параскева Епливатска, чии свети мошти до ден денеска нераспаднати се чуваат во романскиот град Јаши. Повеќето од вас дури со благослов Божии успеале да стигнат до Јаши и да ги целиваат светите мошти на големата светителка на црквата православна Петка Параскева. Ке служиме света литургија во вторник на 27 октомври. И сето тоа го кажуваме како повик купатен до сите слободни од секакви обврски во тој ден да дојдете и да го прославиме Христа Господа и угодничката Божија Параскева Петка, која што сигурен сум дека честопати патувала и низ овие наши простори, особено тогаш кога низините свети мошти биле напаѓани со тенденција да бидат уништени во турското време особено. И на неколку пати низините свети мошти се препрвани од град во град, од народ во народ, од држава во држава, за денеска, како што спомнавме пред малку, низините свети мошти да се наоѓаат во романскиот град Јаши. Денеска, возлюбени во Христа Господа, браќи и сестри, имаме едно чудесно евангелско читиво, напишано од раката на светиот апостол и евангелист Лука, кое што според своето значење повеќеслојно, бидејќи допира или опфаќа повеќе базични животни теми. Една од најбитните теми на која што човекот не може да ја помогне колку и да ја бега, е темата за смрт. Како денеска евангелистот успеа да не соочи со таа тема, за повеќето од нас страшна тема, само да се сетите на смртта, па ви поминуваат трпки во телото, некој ужасен патолошки страх, повеќето од нас не обзема и веднаш потоа идејата како име да ни се спомне и се во функција како да и се побегне на смртта, а никој не може да и побегне, таа секогаш ќе не стигне. Како евангелистот сето тоа го направи со нас во денешното евангелско читање? Така што го опиша влегувањето на Христос, неговите свети ученици и народот Божи кој што по правило косенка или во чекор го следи својот Спасител и животодавец Христос, низ градските порти влегле во малечкото градче Наин. И само што влегле во градот, низ истите тие порти влегла погребна поворка. Таа била необична, тажна поворка. Секој погреб, кој да е, каков и да е, по природа е тажен, дури и за оние кои што сметаат дека смртта
ne samo što smeta, туку веруваат и знаат дека е победена, се создава едно чувство на тага, бидејќи се случува некаква разделба со некој човек што сте го знаеле, сте комуницирале, сте го делеле лебот на животот и сега одеднаш тој ќе си отиде, ќе не остави, ќе не напушти и оставајќи не ќе остави празнина во животот наш и во животот на градот во кој што живееме, а луѓето се тие што го прават градот, а не камењата, знаете. Ако се сетам јас на моја струга од моето детство, најмногу ќе се сетам преку одредени личности, што тогаш јас ги знаев, а беа многу специфични и единствени со својот севкупен хабитус, со својата севкупна појава, особено луѓето кои што беа јуродиви или така тешко душевно или телесно оштетени. Ние со нив се сообразувавме, со нив живеевме и кога ќе ги снемаше еден ден, градот го менуваше својот лик, струга стануваше друга струга, поинако од она што дотогаш ја знаевме. За еден ден местото на тој човек да го заземе некој друг, со истите тие специфични карактеристики, со кои што не одбива, туку не привлекува, не ни одзема љубовта, туку ни ја умножи. Така и во Наин се случи погребна поборка. Цел народ се бил сјатил, собрал околу ударот на умрени. Зошто? Кој бил тој што умрел во Наин? Во Наин умрел единственото дете на мајка си, која што била згора на тоа вдовица. Се што имала, изгубила. Низината тага била огромна, немерлива. И целиот град сочувствувал со низината загуба, со низината тага. Христос сето тоа го виде и знаеше дека треба нешто да направи. Како тој се реши да направи, односно да ја помогне на ожалостената мајка и на сиот град Наин. Така што отиде тивко, незабележан, и пристапи на мајката и ги кажа најубавите зборови што можат во тој момент некому да му бидат кажа. Не плач. А за тоа не плачи, стоеше она што потоа ќе се случи. Зошто не треба да плаче? Веднаш потоа пристапи на ударот на кој што беше положено мртвото тело на момчето и со висок глас му извика: момче, тебе ти велам, стани! И гледајте кога Господарот на животот и победителот над смртта ќе ги каже тие зборови, нема нешто што не може да ги чуе и да ги почуе. Така и момчето станало од смртниот удар и почнало веднаш да разговара со Христос. А Христос, оживотвореното, оживотворениот син на мајката и го предал на мајката. Ужасот, избунетоста на граѓаните
mi se čini bile mnogo poголеми od čudото na оживотворението на мартовецот, отколку самиот погреб. Страх ги обзеде граѓаните на Наин, соочувајќи се со силата, со моќта на Господарот на животот и на светот. А и тој страх се вика страх Божи. Тој страх не е страх од санкции, од казна. А казната, санкциите, плашат секогаш кога ни доаѓаат од надвор, од некого. Секогаш кога ќе ја изгубиме слободата за некого и за нешто, а ќе ја прифатиме логиката за слободата од некого и од нешто. Така Христос Бог го посведочи животот како феномен незгаслив. Животот кој што природа е несмртен и никој не може да го убие, ако еднаш Господ ни го даде, ни го дава за секогаш. Па и мајките што ги убиваат децата своји, треба тоа да го знаат. Дека ги убиваат, а не можат да ги убијат. Бидејќи еден ден ќе застанат на великиот и страшен суд Божи и ќе треба да се соочат со несмртниот живот на убиеното дете. Се уште нероден. И тогаш судот на тоа дете за својот родител убица ќе биде во согласност со христијанското поимање на љубов. Детето, иако убиено, не ќе му каже на родителот, те мразам, оди во пеколот, туку ќе го прегани и ќе му го прости убиството. А дали тоа родителот го прави со себе си? Да, не може да му побегне на злосторството. Тој живее цел живот со фактот дека убил. А последиците на тоа убиство се видливи во душевниот и духовниот живот на убицата и во социјалниот статус на семејството на кое што таа му припаѓа. Да се разбериме, не е само мајката виновна за тоа убиство. Виновен е и татко. Многу пати децата се убиваат без сакање на мајките, по барање на татковците. И обрат, по барање на мајките, а со противење на татковците. И треба да имаме целосна согласност и за таа согласност треба нашиот господин министар за здравство да научи нешто повеќе. Мислам на законот што тој Палваџиски го најави или веќе го донесе. Мајката да биде единствениот човек што ќе одлучува за судбата на детето што го носи во својата утроба. Внимавајте, драги мои, ние и без тоа сме на работ од исчезнувањето. Морталитетот во Македонија е повисок од наталитетот. Зошто? Зашто љубовта се намалила. Љубовта смрзнала, а егоизмот и себичноста нараснала. Хајде да се запрашаме што правиме. На каде се движиме ние? Но гледајте,
Христос е секогаш крај нас. Крај ударот на смртта што самите си го подготвуваме. Треба во срцата наши да се роди гладта и жетта поне и да се случи крикот што светиот апостол Петар го испушти од дното на душата своја во моментот кога тонеше во водите на Генисаретското езеро. Господи, помогни ми! Амин, браќи и сестри, за многу.